Разговарам со градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Веднаш кога ќе дојдем, иако е ден утро, можеби сте и првата скопска општина, можеме само тоа да кажеме, кај што сме сведоци, дека си ја украсивте општината и навистина, еве, можам да кажам честитки за тоа, се уште некои не ни почнале. Добро утро, убава работна недела, добро дојдовте во општина Центар, да. Како и секоја година, и оваа година навремено си ги завршуваме врските во интерес на граѓаните. Центар светна уште пред неколку дена на повеќе локации украсено, почувајќи од Дебармала, улиците Орце Николов, Боемска 1 и 2, продолжувајќи на Сквер Јадран, плочникот на Ауто Македонија, двата паркови во Капиштец, на повеќе локации, на 9 или 10 локации во општината веќе е накитено. Целта ни е да ја пробудиме новогодишната магија и да направиме една убава новогодишна празнична атмосфера во која ќе уживаат и нашите најмлади, нашите деца. Со украсувањето завршивте, сега на ред е програмата пред новогодишна и за новогодишните празници. Можеби немате се уште датуми и групи, меѓутоа нешто што секогаш сте препознатливи, македонска музика ќе се слуша повторно или? Токму така, и изминатите 4 години, а така продолжуваме и во наредните 4 години, каде што ја негуваме македонската музика. Имаме неколку настани во текот на месец декември. Општина Центар секоја година неколку дена пред новогодишната вечер ние претходно ја правиме, каде што ќе имаме неколку македонски пејачи, ќе има диџеи, ќе има настан со нашите најмлади, со децата во попладневните и дневните часови. Имаме одличен настан кој што го правиме секоја година, а тоа е Джез под ламби, кој што исто така ќе биде во месец декември. Одлично. Навистина ви посакувам убави предновогодишни како доживувања. Меѓутоа го носите сега и буџетот. Токму така. Во моментов заедно со службите ги подготвуваме програмите, кои што ќе ги представиме и договараме заедно со останатите советнички групи, ќе го гласаме од текот на месец декември самиот буџет. Во текот на месецот ќе организираме уште еден буџетски форум, каде што ќе ги повикаме граѓаните за да дадат одредени предлози како да ја развиваме и разубуваме општината во нивен интерес, но и дополнително ќе имаме и анкети преку кои што ќе може тој што нема да дојде на буџетскиот форум да даде предлог преку самата анкета за тоа што би требало да предвидуваме во новата програма. Значи ги вклучувате и граѓаните да учествуваат индиректно во буџетот. Имате ли средба со граѓани, отворени денови? Како комуницирате со граѓаните на вашата општина? Општината изминатите 4 години ја продолжуваме во наредните да имаме отворени денови по потреба на граѓаните, секој вторник и четврток од 9 до 11 часот се отворени сите служби каде што може да се информираат, може да дадат одреден предлог, одредена поплака или постават прашања. Одлично поминуваат тие средби со граѓани. Ја пишувавме програмата изминатите 6 месеци заедно со граѓаните. Значи не оставаме само овој месец пред истекот на годината, туку во текот на целата година имаме средби непосредни со граѓаните, собираме предлози и идеи кои што ги преточуваме во програми во буџети. Од предизвестен период еден навистина проблем во општината Центар, локацијски можеби проблем, а можеби е севкупен на повеќе институции, вклучувајќи и државата, сврчиштето. Знаеме за Белградска, тука е негде во непосредна близина има основното училиште Кошо Рацин. Каква е состојбата? Има веќе некои сознанија што и како, кои се следничи кори? Проблемите со слечишта на водно со развојување на земјиште и одронување на истото се повеќе деценијски. Ја алармиравме ситуацијата по одредена пријава која што имавме изминатата недела. Нашите служби излегоа на терен, утврдија дека е посериозна ситуацијата и затоа викнавме хитен состанок со повеќе институции, каде што беа вклучени ДЗС, ЦУК, Министерството за внатрешни работи. На втората средба беше присутен и деканот на градежниот факултет и стручни лица за да ја увидат сериозноста на проблемот и дадат насоки како да продолжиме со негова санација. Ја информиравме и владата, од оној вториот состанок кој што го имавме во ЦУК за самата состојба со која се соочуваме во делот на падините на водно. Дополнително јас ќе имам состаноци со градежниот факултет да ги увидиме потребите и несаканите ситуации на други делови на падините на водно, не само на улицата Белградска. Имавте акција за буквално дислоцирање или уривање на бесправно
направени објекти. Да, изминатиот недела имавме неколку акции за отстранување на дел направен настрешници и еден целосен објект. Продолжуваме во наредната недела да нашите служби се постојано на терен и сите оние кои што не го почитуваат законот имаат направено одредени прекршувања, одредени дивоградби, за истото ќе бидат санкционирани. Го носите буџетот, еве како градоначалник втор мандат, граѓаните ви ја дадоа довербата, веќе знаете каде се, можеби да кажам, и проблемите на општината или она што треба во следни чекори. Ве прашувам, со што ќе се запатите 26, што е нешто приоритет за општината? Дали сообраќајна инфраструктура, дупови, има доста работа. Планираме повеќе проекти кои што се и капитални делумно, почнувајќи од тука, од новата општинска зграда, нов проект, идејното решение е завршено. Сакаме во текот на следната година да отпочнеме со активности токму на овој простор. Ветивме неколку работи и за најмладите, но и за пензионерите. Тоа е нова градинка во клиничкиот центар, како и нов пензионерски дом, за кој што веќе отпочнавме одредени процедури. Сега ќе закажуваме состаноци за земјиштето да го добиеме во сопственост и да можеме да отпочнеме со планирање и правење проект на истото земјиште. Ветивме неколку проекти за најмладите, почнувајќи од оброкот, екскурзијата бесплатна. Имаме повеќе проекти кои што заедно со секторите и службите ќе ги преточиме во програми. Верувам дека истите ќе бидат од интерес за сите советнички групи, дека ќе дадат зелено светло за нивно усвојување, но разговараме и со останатите советнички групи да ги слушнеме нивните предлози во делот на програмата и начинот на развивање на општината. Дел од нивните препораки, предлози ќе ги преточиме исто во самата програма. Две прашања, ама во еден одговор, се со цел заради времето. Секогаш во општина Центар недостига паркинг простор, тоа е едно, и второ, навистина еден голем урбан растеж, развој. Тука со деталните планови, урбанистички планови? По завршување на ова интервју имам состанок со нашите колеги, директорот и службите од предпријатието Паркинзи на општина Центар, каде што договараме одредени измени во програмата и начинот на функционирање на јавното предпријатие за подобрување на условите на нашите граѓани во делот на паркирањето. Меѓу другото се планира и нова катна гаража која што исто така ја ветивме и за истата денеска ќе разговараме позади Буњаковец, каде што веќе имаме монтажна гаража. Разговараме и со градоначалникот на град Скопје, со директорот на ПУИК, поради одредени нивни надлежности во тој дел, да се усогласиме и заедно направиме еден убав проект во интерес на граѓаните. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Не застануваме тука, навистина имате вие работа, а ние сме зад вас за да ги информираме и граѓаните особено на општина Центар. Ви благодарам. Ми беше чест, благодарам што денеска бевте наши гости. Вратите на општината се секогаш отворени и сите сте добро дојдени во истата. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам овој ден.